Почитувани, СДСМ во неколку наврати излегува пред камерите со бесмислени пресконференции и на граѓаните на Прилеп им се представува како партија која многу е загрижена за нивниот стандард. Им дава разни квази предлози за тоа како истите да ја плаќаат струјата. Во исто време, активисти на СДСМ, под параванот на наводна невладина организација, извршуваат анкета од куќа во куќа и се трудат огромните грешки кои тие ги направија кога беа на власт да ги префрлат на туѓа сметка. Почитувани социјалдемократи, вчера ви дадов неконкретен предлог да станете хумани и честни, нешто што очајно сакате да го покажете на прилепската јавност. Денес ви даваме уште еден конкретен предлог. Повикајте го поранешниот заменик министер за финансии од редовите на СДСМ, господинот Димко Кокаровски, и запрашајте го. Зошто тогаш владата на СДСМ не даваше никаква помош за сметките за струја на ранливите категории на граѓани? Доколку немате одговор, тогаш уште еднаш ве повикуваме. Хуманитарците од типот на Локвенец, Јовановски, Велески и другите да продадат само мал дел од нивниот милионски недвижен имот, за да им ги платите сметките на луѓето кои ги доведовте во категоријата на социјално загрозени семејства. Господа од СДСМ, еднаш направете конкретно дело и престанете да се служите со лаги и манипулации. Граѓаните ве казнуваат 6 изборни циклуси поред, токму поради тоа.